Македонски Брод моментално можам да кажам критична ситуација, имајќи во предвид дека практично и сите ресурси со кои што располага Дирекцијата за заштита и спасување во овој момент или действуваат на тоа подрачје или се упатени да помогнат во гаснењето на пожарот. Оваа информација ја добивме директно од директорот на Центарот за заштита и спасување Шабан Салиев, кој што ни кажа дека моментално има пожари во повеќе делови Македонија, меѓутоа во овој предел навистина е ситуацијата критична. Уште повеќе, според информациите кои што пристигнуваат од Управата за хидрометеоролошки работи за цела Македонија, па и за тоа подрачје, се најавува дека од денеска попладне и во текот на целиот утрешен ден ќе имаме екстремно високи температури, меѓутоа за несреќа тие ќе бидат и придружени со засилен јужен ветер, нешто што не само што може да ги прошири веќе активните пожари, повеќе може повторно да ги разгори оние што се веќе изгаснати. Кога зборуваме за оние што се изгаснати, да кажам дека во Скопската котлина веќе е изгаснат или е локализиран пожарот кој што вчера безнееше околу кањерот Матка, имаше опасност нели да биде загрозена и самата брана, практично еден витален објект не само за градот, туку и за државата. Меѓутоа со вончовечки напори на бригадата за заштита и спасување, на противпожарните бригади, меѓутоа и сите оние вработени и во градските служби, како например паркови и зеленило, подпомогнати од локалното население, од мештаните, вчера до доцна до ноќта успеа се справува и успеа да го локализираат овој пожар. Кога зборуваме за Скопската котлина, да кажам дека моментално во селото Морани и Студеничани има активни пожари и тука се действува од противпожарната бригада, вела дека се прават напори тој да биде ставен под контрола. Нискостеблеста мешана шума гори, меѓутоа како што кажав, тоа што се најавува, тоа дека од денеска попладнете во текот на целиот утрешен ден има засилен јужен ветер, буквално ги подигна на нозе институциите во државата во однос на тоа да се направат сите максимални напори да се излезе upрестред на оваа непогода. Токму затоа, токму нова заседаваше и владата на Република Македонија, ќе побарат информација од институциите како се предизвикани овие пожари, имајќи во предвид дека вчера во поголем дел од медиумите, конкретно говорам за пожарот во кањерот Матка, се појавија фотографии дека тоа е подметнат, односно дека човечки фактор е, меѓутоа не од невнимание, туку намерно е подметнат. Се претпоставува дека и други активни пожари кои што се на територијата на Македонија се исто така подметнати. Ова секако ќе отвори многу работа и за полицијата, имајќи го предвид дека ваквите пиромани што потполуваат шуми прават несогледливи и многу скапи последици врз шумскиот фонд, меѓутоа и опште врз природата во земјава. Исто така, оваа тема беше тема практично на партиски реакции, ќе ја споменам таа од опозиционата ВМРО ДПМН, која што ја обвини владата предводена од СДСМ за неспособност, вела дека многу малце е направено на терен да се спречат овие пожари, да се превенираат, меѓутоа сега и во начинот на кој што се гаснат овие пожари според ВМРО ДПМН се оди тромаво. Токму затоа го повика спикерот на Собранието Талат Џафери да свика итна собраниска седница со единствена точка на дневен ред, а тоа е актуелните пожари, активни пожари во Република Македонија и што треба државата да направи тие да се спречат да се повторно да се појават, меѓутоа и повеќе да се изгаснат оние кои што се активни во овој момент. Елена, мислам дека е вистински момент да го чуеме Илија Димовски. Секогаш имало брза интервенција од државата. Министри, пратеници, градоначалници биле на терен и действувале, координирале по 24 часа. Јас сум бил лично многу пати на места каде што имало пожари, сум бил таму заедно со припадници на армијата, на полицијата, со граѓани, со пожарникари. Сега немаме никаква активност. Повторувам, 2 недели, според наши информации, пожарот во Поречието не е третиран никако. Никаква активност за тој пожар не била превземена. Значи, ова е стварно надвор од разум. Зборуваме за тема за која што не треба да има политика, треба парламентот да си ја заврши својата работа и да изврши ужасен притисок врз сите владини и државни институции да си ја бркаат својата работа. Бидејќи кажавме се уште има активни и силни пожари, посебно во подрачјето околу Македонски Брод, ситуацијата се менува од час во час, така само да најавам за вестите во 17 часот дека ќе имаме директно разговор со првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиев, кој секако од прва рака ќе не информира што работи дирекцијата, кои се активни пожари, што ќе се превземе за тие да бидат совладени или изгаснати во наредниот период и како се подготвува и државата да се справи со тоа што се најавува за
текот на утрешниот ден, а тоа се силните ветрови кои што секако ќе допринесат за уште поголеми и посилни пожари.